Речи се преполовен буџетот за борба со ХИВ-СИДА. Сега за тестирање, едукација и превенција се предвидени само 450.000 евра. Невладините велат дека со ваквата одлука на Министерството за здравство може да дојде до зголемување на бројот на новозаразени. Се обидовме да комуницираме и комунициравме со Министерството за здравство. Проблемот беше за почеток исклучително големо доцнење во доделувањето на овие средства, а станува збор за услуги кои што мора да се даваат во континуитет и да им бидат достапни на крајните корисници. Иако добивме впечаток дека работата ќе биде што побрзо решена, оваа недела бевме изненадени со всушност тоа драстично кратење од 40% на предвидениот буџет. Зборуваме за програма која што е веќе усвоена од влада. Невладините додаваат дека превенцијата е клучна, но и дека е поевтина од третманот кој е доживотен. Затоа велат дека дури само еден спречен нов случај на ХИВ е огромен успех. ХИВ инфекцијата и во Македонија е во пораст. Со укинувањето на овие услуги, кое што може да се случи како резултат на кратењето на буџетот, директно се засегнати околу 10.000 корисници, директни корисници на овие услуги, кои што доаѓаат од маргинализирани и посебно ранливи на ХИВ групи во нашата земја, меѓутоа индиректно многу повеќе луѓе може да бидат засегнати. Според податоците од Институтот за јавно здравје, минатата година, заклучно со 30 ноември, биле регистрирани 42 нови инфекции на ХИВ. Во Македонија досега се потврдени 551 случај, а 430 луѓе живеат со ХИВ. Невладините велат дека бројот на заразени е многу поголем, зошто не се прават доволно тестирања.